Клапа 1, 2, 3. Hvala. Aj powiem o remi. И сведок на можни договори со обвинителот, како и на сочување за сведочењето кое го даде сведокот во таа постапка. Сведокот, со изјава заверена кај нотар, изјавува дека неговиот претходен исказ, даден во постапката, бил невистинит и дека истиот му било ветено дека ќе му се помогне во други кривични постапки доколку даде таков исказ. Дополнително, постои вештачење од овластен судски вештак од телефони кои ја подкрепуваат изјавата на сведокот заверена на нотар. Го повикувам јавното обвинителство да ја разгледа пријавата и доказите темелно. Јавноста има право да знае, а институциите имаат обврска да постапат. Почитувани, кога имате заверен искази на нотар, во кој се признава дека лажно се сведочело, и кога имате јавно признание за притисок врз судија пороки, тогаш ова не е повеќе политичка тема. Ова е прашање на владење на правото. Ова не е обичен случај. Ова е случај во кој имаме основано сомнение дека се користеа незаконити докази, се вршеше притисок врз сведоци и се донесе пресуда врз основа на монтирана постапка. Ова денеска не е политичка изјава, туку чекор заснован на документи и сериозни сомнежи за сторени кривични дела. Сите докази со кои располагаме се доставени до јавното обвинителство и очекуваме тие да постапат професионално и без одлагање. Јас не сум суд и не тврдам ничија вина, но имам обврска како граѓанин да пријавам кога постојат основани сомнежи. Ова не е лична пресметка. Ова е борба за правда и одговорност. Бараме вистината се утврди без страв и без политичко влијание. Прашањето денес не е само за нас. Прашањето е дали во Македонија ќе има правда или ќе биде како до сега. Сакам јасно да порачам дека оваа кривична пријава е тест. Тест за институциите, тест дали ќе застанат на страната на правдата или ќе продолжат да ја штитат неправдата. Барам институциите да си ја завршат работата и вистината конечно да биде утврдена. Бидејќи, ако правдата е вистинска, таа не се плаши од вакви докази. Очекуваме одговор во најбрз можен рок. Бидејќи, доколку институциите молчат, ние нема да молчиме. Ќе ги објавиме сите факти, сите докази и сите имиња пред македонската и меѓународната јавност. Ова е борба за вистина, ова е борба за правда и таа борба нема да запре додека не ја добијаме правдата. Благодарам. Којшто бил во контекст со денеска пријавената, така да имало може да говори како што кажа по изјавата. Тоа институциите ќе мора да откажат, не можам сега да пријавам момент. A da li je na primjer apelacija naša pohvala da progovoriti o nekim ponataka na primjer sudi i slično? Борбата не застанува тука, ова е само почеток денес. Апсолутно ќе поднесеме повторно барање, беве и денеска поднесуваме кривична пријава до поранешниот јавен обвинител и очекувам дека оттука ќе тргне правдата, едноставно кажано, бидејќи досега беше поболување. После одбивањето од кривичниот и од апелациониот суд, еве сега има можност во овој контекст, оваа кривична пријава против поранешната обвинителка, да материјалните докази кои што беа одбиени од судот сега мора да влезат во правна процедура и понатаму навистина очекуваме институциите да си ја завршат работата. По наше гледање работата е 100:0. Очекувам дека секој кој што се бори за правда многу лесно да го увиди тоа и набрзо веројатно и обвинителство да соопшти детали на целата јавност по конкретно што можеме ние.